под површината со доктор Марија. Затоа што симптомите се само врвот. Ние ја откриваме вистината под нив. Добро дојдовте во 10-та епизода од подкастот Под површината со доктор Марија. Денес зборуваме за суплементи. Постојано добиваме прашања од типот на докторке кој суплемент да го користам за ова, докторке кој суплемент да го користам за она и буквално како се користат, зашто се користат. Денес одлучивме да направиме епизода во која што ќе ви објасниме кои суплементи ги користиме во БК Медика најчесто и како се користат, колку долго и дали треба да се прави пауза од нив. Докторке, да почнеме. Ајде. Прв суплемент ацетил L-карнитин. Зашто се користи овој суплемент? Најмногу во мојата пракса, најмногу го користам кај пациентки кај кои што едновремено би рекла сакаме да постигнеме малку подобра концентрација, малку подобар фокус, но она што треба да го земеме во предвид е дефинитивно дека самиот ацетил L-карнитин значи влија и на самата плодност. Така да има двојна функција, помага дефинитивно на подобар фокус и концентрација, но помага и за подобрување на квалитетот на самите яйцеклетки. Колкава е оптималната доза која што треба да се зема? Или зависи од пациент? Значи од пациент до пациент, зависи од пациент. Секогаш кога зборуваме за дози, секогаш суплементацијата е индивидуално дозирана. Не може еден пациент да зема една иста суплементација во една иста доза, значи зависи од многу фактори во неговиот живот. Колку е оптималното време за кое што треба да се користи самиот суплемент? Треба ли да се прават паузи или? Постојат суплементи кои што се користат, би рекла, можеби за известен временски период, може да биде тоа 3 месеца, 6 месеца, пошто го стопираме, правиме пауза, но постојат и суплементи кои што се сосема безбедни да ги користиме на долг временски период. Добро, следниот суплемент е Acidophilus 4x6. Acidophilus 4x6, значи представува комбинација од лактобацили и бифидобактерии заедно со пробиотик 10 се едни од најпрепишуваните од моја страна, би рекла, суплементи на Now Supplements. Дефинитивно, значи, станува збор за пробиотици, играат многу голема улога во реставрација на самата микрофлора, особено кај пациенти со хронични проблематики, особено кај пациенти кои што имаме од тип на Хашимото, полицистични јајници, иритабилен колон, проблеми со забременување, значи дефинитивно знаат да влијаат и да ја модулираат самата цревна флора и да влијаат на многу полиња. Следниот суплемент е алфа-липоик есид. Алфа-липоичната киселина, значи, вообичаено ја давам кај лица со инсулинска резистенција. Но вообичаено она што го правам е комбинација. Пресметувам во зависност од тоа дали самиот пациент има лесно изразена, би рекла, инсулинска резистенција, многу изразена инсулинска резистенција, значи многу често знаеме да правиме комбинации. Прво да одиме со една комбинација, потоа да ја смениме и да минеме на некоја друга суплементација, но дефинитивно алфа-липоичната киселина влегува точно овде. Значи, во регулација на самата инсулинска резистенција, липиден профил, подобрување на самиот липиден профил, значи го земаме главно како суплемент за вакви проблематики. Алфа-сорб С или витамин С? Кога јас најчесто го користам. Значи, речи се, никогаш не го користам само како витамин С. Само како витамин С. Вообичаено, она што го среќаваме, особено кај жени со Хашимото, е хроничен недостаток на железо или на феритин. И во тој случај, вообичаено, ќе биде препишано од моја страна во комбинација со железен бисглицинат. Затоа што витамин С значително ја подобрува апсорбцијата на самото железо и вообичаено одиме со комбинација, значи железо, железен бисглицинат, затоа што е многу нежен на желудник, не предизвикува дигестивни проблеми, за разлика од останатите видови на железо, кои што знаат да прават многу дигестивни проблеми. Освен тоа, имаат и многу дополнителни, би рекла, состојки кои што знаат да им направат и дополнителни дигестивни проблеми кај лицата со Хашимото, кои што секако 95% од нив имаат дигестивни проблеми. Всушност доаѓа со давање на некој друг вид на железо, доаѓа до влошување на нивната симптоматика, затоа предпочитам значи железен бисглицинат во комбинација со алфа-сорб во овој случај.
Следниот суплемент ни е ашваганда. Зашто ја користиме ашвагандата? Ашвагандата е адаптоген, прекрасен адаптоген за оние што можат да го поднесуваат. Кога станува збор за ашвагандата, она што можам да го кажам, затоа што спаѓа е изолирана како екстракт од и спаѓа, би рекла, во оние нокници, дел од пациентите и ја толерираат прекрасно. Значи, и им влијае прекрасно да се справат со стресот, да не реагираат премногу бурно, би рекла, на некаков начин, да можат да бидат повеќе енергични, дефинитивно многу добар адаптоген. Но не секој пациент ќе има ист ефект од самата ашваганда. Кај дел од пациентите, ајде да се земам лично јас самата себе си, мене ашвагандата лично не ми делува добро. Така Какви... Многу повеќе предпочитам родиола, многу повеќе предпочитам медицински печурки, да кажеме. Значи, или астрагалос, ова се нешто што дефинитивно многу позитивно ми влијае. Но, сепак, ќе се повторам, постојат голем дел од моите пациентки каде што самата ашваганда им влијае прекрасно. Јасно. Витамин B1. Витамин B1 е многу интересен витамин, би рекла, каде што можеби и не е толку познат на нашата публика, но она што сакам да го знаете е дека дефинитивно, особено кај лицата со Хашимото, можеме да имаме изразен дефицит на витамин B1. И тиаминот или витамин B1 може драстично да ја подобри самата енергија или нивото на енергија кај лица со Хашимото. Се разбира, дозата може да варира и варира дозата дефинитивно од пациент до пациент, колку е чувствителен, како е чувствителен, но B1 би рекла е скриениот куршум во мојата артилерија кога станува збор за Хашимото. Следниот суплемент ни е бетеин HCl. Би рекла дека станува збор за исто така недоволно познат за нашата публика вид на суплемент. Значи, бетеин ја зголемува желудочната киселина, која што кај 95% од лицата со Хашимото е намалена всушност. Тие имаат потреба од зголемување на на самата желудочна киселина, која што го правиме преку бетеин HCl. Доколку сигаш пред малку, една од работите која што ја споменав точно за Хашимото се е точно тоа дека имаат хронично ниско железо. Една од причините за тоа да имаат хронично ниско железо е ниската желудочна киселина. И кога ќе додадеме бетаин, доаѓа до поголема абсорбција на железото, поради што доаѓа до качување на нивното серумско железо и на нивниот феритин. Така да дефинитивно е уште една алатка која што ја користиме со нашите пациенти многу често. Дали тоа значи дека комбинацијата, особено кај пациенти со Хашимото зборуваме, комбинацијата од алфа-сорб, односно витамин С, заедно со железо без глицинат и бетаин. Многу често знае да биде златна комбинација, многу честа комбинација. И исто така, имаме еден патерн што можеме да го забележиме или една навика што можеме да ја забележиме кај лицата со Хашимото. Многу често девојките или мажите кои што се соочуваат со Хашимото несвесно избегнуваат месо. Без да се свесни. Зошто се случува ова нешто? Затоа што по правило, значи, желудочната киселина е одговорна за тоа да го разгради протеинот во самото месо, но поради недостаток на таа желудочна киселина при прием и при консумација на месо, значи, жените се чувствуваат многу тешко. Поради што несвесно бегаат, значи, кон полесни храни, можеби вегетаријанска исхрана, можеби да биде исхрана богата на јаглехидрати или некоја друга исхрана, но дефинитивно месото е една од намирниците која што голем дел од жените со Хашимото ја избегнуваат, несвесно точно поради оваа причина, поради тоа што не можат доволно да ја варат. Поради тоа што немаат доволно желудочна киселина. На секундата на кој што го внесеме она што, како што велиме, значи, кога му го дадеме на телото она што му фали, дефинитивно работите се започнуваат да се менуваат, започнуваат да работат и веќе, значи, го немаме тој проблем или задршка или ми е тешко на стомак, значи, кога јадам месо. Добро, следен суплемент ни е
коензим Q10. Еден од најдобрите. Вашиот омилен. Еден од најдобрите. Значи, еден од позадолжителните суплементи, дефинитивно коензим 10, кога зборуваме за бременост, значи речиси сите пациентки одат со коензим 10, зошто? Затоа што го намалува оксидативниот стрес и ги заштитува самите јајци клетки од дополнително оштетување, поради што добиваме многу поквалитетни јајци клетки. Така да коензим 10 би рекла, еден од многу често употребуваните, особено кога станува збор за бременост. Добра. Следен суплемент е деманоса. Деманоса. Кога кажеме деманоза, мислете на уринарни инфекции, мислете на ешерихија коли. Значи, стандард. Значи, деманозата е многу ефикасна при лекување на уринарна инфекција со ешерихија коли. Така да, често е припишувана доколку самиот пациент, доколку се утврди дека самата пациентка или пациент има проблем со уринарна инфекција предизвикана од ешерихија коли. Следниот суплемент е омега 3. Задолжителен. Значи, големо антиинфламаторно дејство, барем моите пациентки, независно дали страдаат од инсулинска резистенција, дали страдаат од Хашимото, дали страдаат од полицистични јаници или комбинација од сите овие. Значи, дефинитивно кај сите имаме нешто што се нарекува хронично ниско системско воспаление, поради што омега 3 е задолжителниот суплемент кој што оди кај сите овие пациентки. Глутен дигест. Мислам дека не постои ниту една пациентка со Хашимото која што излегува, би рекла, некаде може на вечера, може во ресторант без глутен дигест. Зашто служи овој суплемент? Зошто? Значи, доколку затоа што голем дел од пациентите се сензитивни, би рекла, на самиот глутен, да, колку и да внимаваат во самата исхрана во домашни услови, и да не настане контаминација, крос контаминација, значи со самиот глутен, но сепак кога ќе излезат во ресторант, во самите ресторанти нема како да не настапи крос контаминација со глутен. Независно, значи дали станува збор за тави, за ножеви, значи задолжително имаме крос контаминација со глутен, поради што го користиме како заштита кога самата пациентка оди во ресторант и консумира даден оброк. Значи, на некаков начин го консумираме како заштита со цел многу брзо да го разгради доколку имаме и мали честички на контаминација со глутен и да не направи некаков дополнителен проблем. Дали тоа значи дека се конзумира непосредно пред јадење во ресторант? Непосредно, да, непосредно. По колку? Дозата која е? Една? По едно. Значи сме заштитени. Да. Можеме на рад да си јадеме. На рад во ресторант, да. Добро. Следниот суплемент е индол-трикарбинол. Индол-трикарбинол. Многу често користен, зошто? Затоа што кога имаме естрогенска доминација, за која што зборувавме во една од претходните епизоди, значи кажавме дека индол-трикарбинолот помага за создавање на повеќе добри метаболити на естроген, наместо лоши метаболити на естроген, кои што можат да го зголемат ризикот од појава на ендометриоза, миоми, полипи, значи некои други полоши проблематики, ајде да кажеме, така да индол-трикарбинол задолжително е една од задолжителните суплементи кога имаме пациентка со естрогенска доминација. Иноситол. Стандард. Значи, и кај лицата со Хашимото, и кај полицистичните јаници, миоиноситолот е задолжително нешто. Сега, со една разлика со тоа што кај самите полицистични јаници, оно што предпочитам е да давам комбинација од миоиноситол со декироиноситол. Додека кај лицата со Хашимото давам и 6 миоиноситол, каде што се разбира дозата помеѓу миоиноситолот кај лица со Хашимото и кај лица со полицистични јаници е различна, и дополнително го давам и кај лицата со инсулинска резистенција, затоа што едновремено ја подобрува и самата инсулинска резистенција, од друга страна промовира и подобар сон, значи да кажеме кај жените со полицистични јајници дефинитивно ја подобрува и самата овулација. Следниот суплемент ни е L-оптицинк. L-оптицинк, значи задолжителен, би рекла,
Особено кај лицата со Хашимото, затоа што помага за конверзија и за претварање на неактивниот тироиден хормон во активен тироиден хормон, така да елоптицинкот е еден од задолжителните суплементи со кои што одиме и евентуално, значи, доколку имаме жена која што се труди да остане бремена, цинкот е исто така дополнително нешто кое што го внесуваме, значи, како суплементација. Зашто се користи? И кај мажи, и кај жени. Да, апсолутно. А кажете ми зашто се користи и дали може да постои комбинација со елоптицинк и, например, да речеме елтирозин? Давате ли такви комбинации? Во која смисла? Значи, елтирозинот служи за друго нешто, за едно нешто. Дали исто така и елтирозинот е поврзан за функцијата на тироидната мебеше? Се разбира како не е поврзан. Значи, елтирозин заедно со јод прават тироиден хормон. Сега, само што како што имам споменувато и во некои од претходните епизоди, јодот представува нож со две острици кај жените со Хашимото. Значи, сакаме да го имаме, но во известна степен, додека елтирозинот е дефинитивно прекрасен суплемент, кога сакаме, особено за жените кај Хашимото, за производство, значи, на тироидни хормони, дефинитивно е еден од суплементите кои што го давам кај жените со Хашимото. Доколку сметам дека има потреба. Зашто служи, кажете ми, корен од мака? За хормонски баланс. И кај мажи и кај жени, претпоставувам. Различни се, значи, кога зборуваме за корен, за мажи постои нешто што се нарекува црна мака. Црна мака за мажи. А за жени? За жени може и корен од мака, но може и црвена мака. Црвена мака. Значи имаме колку видови на мака всушност? Три. Имаме корен од мака, црвена мака и црна мака. Дали сите три влијаат на едно исто нешто или ќе ни објасните кој на што влијае? Ајде, црната мака влијае на хормонскиот статус кај мажите. Коренот од мака на што влијае кај жените? Едновремено е и адаптоген, би рекла на некаков начин, повеќе би го ставила под формата на адаптогени. Додека црвената мака би го ставила повеќе за регулација на или за хормонски баланс, би рекла. Добро, магнезиум цитрат и магнезиум глицинат ќе ги ставиме во едно. Добро, и нека да ги ставиме, значи, едни од најчесто препишуваните од моја страна суплементи кога станува збор, голем е дефицитот на нашето општество на магнезиум. Значи, самите не сме свесни. Знаеш, Маријана, што се случува многу често? Значи, особено порано се сеќавам дека сега сите они мои пациенти знаат што значи квалитетен суплемент и што значи ефикасен суплемент. Значи, вообичаено ќе ми дојдеше пациент и ќе ми кажеше: доктор, имам грчеви, користам магнезиум, не ми помага. Да, дека во дадени случаи грчевите можат да се должат и на нешто друго, но во 95% од случаевите се должат на недостаток на магнезиум. И кога ќе ги прашам што користите, познај што користат. Магнезиум директ. Нека да не направиме антиреклама, но она што го користат, нека да го кажеме видот на магнезиум кој што го користат, е магнезиум оксид, кој што е многу има многу слаба апсорбција и речиси никаков ефект во самото тело. Кога сакаме да одиме со магнезиум, сакаме да одиме со високо квалитетни форми, во овој случај, јас би рекла дека постојат неколку видови на магнезиуми, за жал, недостатни кај нас во Македонија, кои што исто така се многу добри, дали ќе биде за кардиоваскуларно здравје, дали ќе биде за перформанси, за когнитивна функција, но сепак не се достапни кај нас. Но кога зборуваме, сепак, нека да не ги заборавиме, едни од најдобрите се дефинитивно магнезиум цитрат, кој што го даваме, особено кај лица кои што имаат обстипација, и затоа што прави стимулација на самиот дигестивен тракт, и магнезиум глицинат доколку самиот пациент има нормална столица. Значи, задолжително, едни од задолжителните суплементи. Затоа што самиот магнезиум учествува во над 400 процеси во самото тело. Што се случува со магнезиум малат? Прекрасен е. Значи, во кој случај се користи тој? Магнезиум малатот можеме да го користиме, значи, како што спомнав, исто дека постојат и некои други форми, како што спомнав, заедно со треонат, магнезиум треонат, магнезиум малат, значи, исто така помага доста при грчеви,
помагаат доста и за самото кардиоваскуларно здравје, така да дефинитивно сметам дека е доста добра форма на магнезиум. Следниот суплемент ни е метил B12. Ваш омилен, уште еден. Уште еден од омилените. Каде без метил B12 и метил кобаламин. Значи, вообичаено, секогаш ги ставам во пакет, би рекла. Зошто? Мислам дека не постои пациентка со Хашимото или со полицистични јајници или со инсулинска резистенција. Земи ја која ја сакаш моја пациентка. На која што имам направено испитување за мутации, која што нема барем мутација на еден МТХФР ген, што значи дека не може правилно да го процесира B9 витаминот, поради што, значи не гледам дали има покачено ниво на хомоцистеин, значи дополнително нека да не навлегувам во самата проблематика, но таа жена има потреба од активна форма на B9 и на B12, кои што особено ќе ја помогнат да има многу повеќе енергија, отколку да пие некаков обичен B-комплекс, би рекла. Значи, таа жена веднаш, многу наскоро, откако ќе започне со прием на овие видови на суплементи, ќе забележи многу поголема енергија, многу подобра когнитивна функција и, евентуално, она што го гледаме на лабораторија и покрај тоа што постојат некои референтни граници со кои што не сум согласна и дефинитивно сметам дека треба да бидат повисоки, особено кога станува збор за витамин B12, дефинитивно, значи кога ќе ги постигнеме тие оптимални граници кон кои се стремиме, значи таа пациентка се чувствува многу подобро, особено во делот на когнитивната функција и особено, значи, во тоа колку енергија има. Следниот суплемент ни е витамин D. Значи и во гел форма, односно капсулки. Софт гел, го имаме во како софт гел, го имаме како капки, да, и во ликвидна форма. Можам многу слободно да изјавам дека не постои, а имам тестирано илјадници пациенти, дека не постои ниту еден пациент кој што не суплементира со витамин D и кој што не е дефицитарен на витамин D. Ние, навистина, имаме многу погрешна представа и си мислиме дека доколку е лето и доколку се печеме на сонце, ќе го надоместиме витамин D, но верувајте ми, неговата апсорбција зависи од многу дополнителни фактори кои што за жал вообичаено се нарушени или не достигаат определени фактори, така да витамин D е најчестиот дефицит во Македонија, можам да кажам, затоа што ги тестирам во Македонија. Не постои ниту еден пациент кој што не е дефицитарен на витамин D. И уште една дополнителна, нека ставам забелешка, од тип на 2000 единици витамин D можете да го пиете цела година и ви гарантирам дека нема да го подобри нивото на вашиот витамин D, особено доколку страдате од тип на Хашимото и од тип на полицистични јајници. Значи, овде сакаме малку повисоки дози, но што сакаме дополнително? Значи, една од најчестите грешки што пациентите ја прават кога земаат витамин D, знаеш ли кои се? Го земаат изолирано Го земаат изолирано. Која е комбинацијата? Значи, со што треба да се зема? Светата Тројица. Дојдеме со Светата Тројица. Да. Значи, Светата Тројица К2, кој што ќе го однесе таму каде што е потребно, и магнезиум кој што ќе го активира. Така да, ова е Светата Тројица: магнезиум, D3 и К2 витамин. Кога се зема најчесто витамин D? Во која смисла кога се зема? Во Во кој кој дел период од период? денот? Задолжително со оброк. Задолжително и витамин D и К2 се масно растворливи витамини, каде што имаме потреба од присуство на масти за да може да бидат апсорбирани од страна на самиот организам. Следниот суплемент е НАЦ. N-ацетилцистеин, пак би рекла, можеби малку по-непознат за нашата публика суплемент, прекрасен, но дефинитивно е нешто што се нарекува претходник на глутатион, кој што представува еден од најголемите антиоксиданти во нашето тело. Прекрасен, доколку настинувате, доколку имате настинки. При првите симптоми на настинка сакате да земете N-ацетилцистеин.
Ова е првата улога, затоа што ги ослободува слободните радикали и не штити на некаков начин. Второ нешто, доколку се одиме за бременост, е дефинитивно уште еден суплемент кој што сакаме да го внесеме. Маријана, немој да се лутиш затоа што тебе не ти е препишан. Значи, можеби са докторката пресметала дека тебе не ти е потребен. Добро. Или поради некоја одредена причина смета дека можеби сега не е време да го земаш. Можеби ќе ти го препише денес, не знам. Добро. Не. Да. 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 Добро, не се лутам, докторке, не се лутам. Не, Се е во ред. Кажете ми за P5P. Го дава некај сите пациентки, но често знам да го дадам, значи како ова е активна форма на B6 витамин, често знам да го дадам. Значи особено, пак ќе речам, пак би ја ставила овде онаа света тројца каде што оди B9 со B12 и со активен B6 витамин, значи многу често знам да ја направам оваа комбинација. А со B5 витамин? B5 особено, значи значи B5 го давам во случај да имаме проблем со високо ниво на стрес, затоа што B5 дефинитивно е вид на витамин кој што знае да ги подкрепи самите надбубрежни жлезди. Пробиотик 10 го спомнавте. Го спомнав, значи го споменав заедно со ацидофилус. А кверцетин со бромелин? Прекрасен доколку страдате од алергии, доколку имате проблем со какви да е кожни проблеми, би рекла со атопични дерматити, со себороични дерматити, но верувајте ми дека кверцетин може буквално, доколку се разбира со соодветна исхрана, нека да напоменам, со соодветна исхрана и со кверцетин, значи да се спасите буквално од секаков вид на антихистаминици, од секаков вид на инхалатори во овој случај, значи дадени лица примаат и се диагностицирани со астма, поради што земат вентолини и некои дополнителни работи, кога работиме на проблемот, значи се тргаат, би рекла, и сите спреови се тргаат, и сите антихистаминици, и дефинитивно кверцетин е број еден, би рекла, од најдобрите за подобрување на доколку страдаме од алергии, или пак доколку имаме хистаминска интолеранција. Следниот суплемент е со палмето. Каде без сао палмето? Оно што го знаат, можеби, во Македонија, дека сао палмето е вид на суплемент кој што се припишува за мажи. За простатата кај мажи, да кажеме на некаков начин. Но, сао палмето би рекла, еден од подобрите суплементи, кога станува збор за намалување на андрогените хормони кај жените со полицистични јајници. Така да, доколку имате покачено ниво на тестостерон, примерно, да кажеме, сакате да користите сао палмето. Селен или селениум? Која е функцијата на овој суплемент? Исто учествува значи во самата конверзија или во претварањето на неактивен во активен тироиден хормон. Многу, значи не постои пациентка која што и едновремено и ги намалува и антителата. Значи постојат многу добри научни истражувања кои што покажуваат дека селен во комбинација со миоиноситол води до намалување на самите антитела и тоа го гледаме, значи во клинички случаи и во пракса постојано го гледаме. Затоа претпоставувам и селенот е ајде да кажам, првиот чекор која ќе се открие Хашимото со зголемени антитела па одат прво со многу... селен, па после одреден период веќе даваат терапија. Би рекла зависи, значи дел од колегите, можам да кажам, дека дел од колегите даваат селен, дел од колегите ќе кажат јади си 2 бразилски оревчиња, дел од колегите, значи, воопшто велат немаш потреба од ништо. Така да, овде се препораките разделени, би рекла, но за нешто, ако можам да кажам дека задолжително нешто, кај Хашимото, употребата на селен. Со тоа што го користиме за извесен временски период во извесна доза, пошто правиме извесна пауза и повторно го внесуваме. Значи, не го користиме непрекинато цело време. Затоа што сепак самиот селен, значи, може да доведе и до токсицитет. Следниот суплемент е серапептаза.
серапептази. Серапептазито е прекрасен доколку имате, би рекла, оток, доколку имате некако вид на воспаление, доколку имате проблеми сега, макар што не е во мојата стручност, но доколку би рекла имате проблем со некаков загноен зап, дефинитивно серапептазето е нешто кое што често го користиме и јас во мојата пракса не го користам толку многу често, но би рекла, ајде да кажеме дека мојот сопруг, кој што е стоматолог, дефинитивно серапептазето е еден од најчестите суплементи кој што го користи. Витамин Е. Бременост. Бременост со тоа што, нека да напоменам, кај витамин Е, што треба да знаете. Значи, дека не дај Боже, доколку имате некаква интервенција, хируршка интервенција, значи, она што сакате да внимавате да го прекинете навремено витамин Е, затоа што може да доведе до пообилно краварење. Значи, и покрај тоа што зборуваме за витамини, и покрај тоа што зборуваме за природни лекови, сепак сите овие си имаат некакво влијание на самиот организам и сепак треба да ги знаеме нивните контраиндикации еден со еден, значи кој со кој не оди суплемент и кога не треба да се употребуваат. Затоа е она, како велам, значи се е строго индивидуално. Докторке, кога станува збор за суплементите, што е нештото кое што сакате да го порачате и да го имаат на ум? Гледачите кога ќе се одлучат на чекор дека сакаат да суплементираат? Една од работите која што сакам да ја знаете дека дефинитивно, значи, суплементите можат да ви направат многу поголема штета доколку тие суплементи се наполнети или имаат додадено инфламаторни намирници од тип на малтодекстрин, вештачки бои, вештачки ароми, значи стабилизатори, засладувачи и секакви дополнителни работи, а 95% од суплементите на, можеби и поголем процент од суплементите на маркетот во Македонија дефинитивно содржат вакви работи, така да многу сакате да внимавате при изборот на суплементи. Значи, не си играчка самите суплементи, често ќе прочитам во коментар од тип на кај си видел суплемент да ти помогне или нешто слично. И до некаде сум согласна со оваа изјава, земајќи го предвид фактот, квалитетот на суплементите на нашиот пазар. Но кога одиме со и клинички докажани, и со исчистени суплементи, дефинитивно ефектот е знае да биде многу моќна алатка заедно со соодветната исхрана. Така да многу сакате да внимавате при изборот на самите суплементи. Многу често и она што го гледаме, примерно, кога ќе кажам на пациентка да земе одреден суплемент и оди во аптека и ќе речат, но имаме замена за ова нешто. И предлагат со некаква замена, која што се разбира содржи 300 милиони инфламаторни намирници, кои што дополнително, кои што велам јас подобро ги фрли во ѓубре и во канта ги фрли отколку да ги користиш. Значи, ќе дадат за замена некаков друг суплемент без воопшто да обрнат внимание на составот на самиот суплемент. Така да сакате да се осигурате дека користите дефинитивно, значи, квалитетни суплементи, дефинитивно. Но зошто ви ги предпочитате суплементите на vitamini.mk? Затоа што се релативно доста исчистени. Значи, и клинички докажани, и исчистени. Ова беше 10-та епизода од подкастот Под површината со доктор Марија, спонзориран од vitamini.mk, извор на клинички докажани и исчистени суплементи. Сите овие суплементи што ги зборувавме во оваа епизода, можете да ги најдете таму. Се гледаме во следната епизода.